Денеска во Кочани е мирно по вчерашниот собир, каде граѓаните одржаа мирен протест и им оддадоа почит на загинатите во пожарот во дискотеката, каде загинаа 59 лица, а над 150 беа повредени. Вчера во повеќе градови се одржаа протести, обединети во тагата за незапаметената трагедија во Кочани. Утринава во Кочани е Мирјана Мирчевска Јовановиќ. Мими, што се случува во градот? Бубе, оваа кратка тишина што сега ја сними и мојот колега Зоран Догов е целата атмосфера овдека во Кочани, значи тишина, само се слуша шумулењето на ветерот и по некој крик од близината на куќите каде што сме ние овде во црквата Свети Ѓоргија. Денеска во Кочани мирно сите се подготвуваат за најтажниот ден, утрешниот погреб на нивните сожители, роднини и пријатели. Овдека во црквата доаѓаат луѓе за да прашаат што треба да бидат подготвени. Ние разговаравме и со отец Димитар од оваа црква, кој пред некој ден ги смируваше протестантите дека треба да сме внимателни и да не бидеме, како што вика, и оправдано бесни во ваква ситуација. Да ја слушнеме овде неговата изјава. За жал, тагата беше претворена во бест оправдано од една група млади луѓе кои што својот гнев за жал го искажа и го манифестира. Ја користам приликата и на нив да им се заблагодарам, бидејќи на вистина безкомпромисно буквално од прва го послушаа гласот на црквата и се смирија и се разотидаа по своите домови. Денес со почетот во 17 часот, исто како и претходните денови, ќе се отслужи молебен за здравје и за подкрепа на оние кои што се болни, кои што лежат во болничките легла, исто така после тоа ќе се отслужи помен за жал. Веќе тешко ние да го изговараме и тој збор за упокоените наши најблиски. Така, цаци, како што слушнавме, денеска народот се моли за душата на покојните, а се молат за оние кои се во болниците во Македонија и надвор од Македонија за побрзо оздравување. Утре е погребот, утре овдека во Кочани, како што кажавме, вечерва ќе се одржи молитва, а ние остануваме овде во Кочани.